Слушайте внимателно, мили съседи. Първи урок по македонска история. Това не е държава, а територия. Малка провинция с големи амбиции, отраснала в българските традиции. С български корени са всички дървета. Преди 1945. Мала провинцијска територија која не е држава, каде живее злобен народ. Ова е само мал дел од реториката во новата серија провокации од Бугарија. Нашите источни соседи за кои ние секогаш ќе бидеме запад, покрај тоа што се во постојана мисија за препевање и бугаризирање на македонските народни песни, сега почнаа да творат и самите. Веројатно во неуспешните обиди да создадат нешто квалитетно и нормално, се свртеа кон навреди, негирање на македонскиот идентитет и држава. Но не застанаа таму. Македонския е български диалект. Ама колко сте злобни. Извинете, че не сме ви удобни. Гоце Делчев пишете със свой. Кефили ви като ни откраднете герой. И додека официјална Софија во духот на добрососедскиот договор реагира и испраќа протестни ноти за се и се што, како ораторски говори на младенски организации, текстови на социјални мрежи од приватни граѓани и слогани на протести, а македонската страна како достоен послушник ги спроведува, нашата влада се уште се држи до политиката "не слушам, не гледам, не знам". За сега нема никаква реакција за бројните новобугарски песни и покрај тоа што договорот за добрососедство предвидува таква можност. Двете договорни страни ќе обесхрабруваат дејности на приватни субјекти насочени кон поттикнување на насилство, омраза или други слични дејствија кои би им наштетиле на нивните односи. И без договорот за добрососедство, без малку сите меѓународни организации во своите конвенции, па и државните устави и закони обесхрабруваат или целосно забрануваат толерирање на секаков вид на говор на омраза, повици за насилство и навредување по национална или етничка припадност. За Бугарија е веќе одамна познато дека ниту ги почитувала, ниту пак сега ги почитува меѓународните договори и конвенции на кои го ставила својот парав. Како што е примерот со 16 пресуди на Меѓународниот суд за човекови права во корист на македонците од Пиринска Македонија. Но познато е и дека нашата влада, како и досега, веројатно ќе чека чашата да биде прелиена, а реакцијата е изнудена.